Добар, убав и среќен ден, драги наши пријатели на вкусот на традицијата. Голем поздрав од комплексот Златно буре Кучково во селото Кучково, 20 на минути само возење од Скопје. Прекрасна природа, убавина, зеленило, чист воздух, базен за разладување и многу други уживања што ќе ви се овозможат овде. Затоа дојдете и посетете не. Ни на крајот немојте да не одминете да пробате нешто вкусно и сладко од кујната на Златно буре Кучково. Драги мои, за денешната емисија ќе ви подготвам еден многу лесен, убав и вкусен десерт. Дали имате дома урда? Не солена, кравја, малку солена, како и да е. Ајде да направиме колач од урда. Толку е вкусен и толку е незаменлив напросто. Од вкусот толку многу ќе се фасцинирате да ќе сакате постојано да го правите. Или доколку немате урда, а например имате младо сиренце или така, можете да искористите и младо кравјо сирење. За овој рецепт, за овој колач со урда, вас ќе ви бидат потребни 500 грама кравја урда. Јас имам овде урда која што е многу малку солена и да е малку солена, како што реков, не е никаков проблем. На 100 грама урда оди едно јајце. Значи, ако ставите 800 грама урда, ставете 8 јајца. Ние имаме 500 грама со 5 јајца, 5 супени лажици брашно, 250 грама шекер, едно пакетче прашок за печиво, една ванила, еден ванилин шекер, кора од еден лимон и сок од еден лимон, 5 до 7 супени лажици масло и едно мало тавче, мало плехче, од прилика за 500 грама урда ќе ви биде доволно тавче број 26. Да почнеме со работа. Урдата ќе си ја ставите во една тепсија, каде што најпрвин ќе ги изматам јајцата со шекерот. И така, кога ќе добијам кашеста убава смеса, ќе ја истурам кај што е урдата. Толку лесно и толку брзо, а толку вкусно. Ќе биде блага и селкаста и вкусот на лимонот, кората од лимон, ќе му даде една посебна нота на колачот, што дури ќе ви делува освежително. Така да си принесам шекерот и започнувам да матам. Додавајќи го шекерот малку по малку. И сега матам додека не се стопи шекерот. И во потребните состојки секогаш ќе имате чаша со вода. Што значи таа чаша со вода? Може би урдата ќе биде, знаете дека само да доматам, мислам дека е и доволно. Еве го. Доволно е.
Имајте секогаш во потребните состојки чаша вода. Што значи тоа? Тоа значи или минерална вода. Не знаеме урдата каква е. Значи, ако урдата имаме, знаете, урда која што е многу сува. Но имаме и урда што можеш вака лесно да ја мачкаш на леп. Ако е урдата многу сува, ние ќе додадеме едно мало филџанче газирана вода внатре или обична вода. Мораме да ја омекнеме урдата. Еве, на мене ќе ми биде потребно минерална вода. Едно филџанче, значи да ја омекнам. Така. А доколку е влажна урдата, сочна, не додавајте. Затоа и не стои во сите потребни состојки, туку ова е по потреба, значи, еве, гледате како? Ја направив токму како за мачкање со леп. Сега го префрлам јајцето со шекерот, оваа смеса ја префрлам овде. Да ја соберам. Ете така. И сега ќе го додадам ванилиниот шекер. Ќе ја додадам кората од лимон. Така. Ќе го додадам брашното. Ни треба 5 супени лажици брашно. Како замириса. Видете каква смеса добиваме. Погледнете, прекрасно нешто. И сега тајната на овој колач е токму во сокот од лимон. Ке добиете таков еден убав кремас колач, прашокот за печиво и малку масло. Не се става многу масло, затоа што во урдата има масноти. Значи, како што реков, 5 до 7 лажици. Така, доволно е ова. Прекрасен колач е ова. Ете, толку беше работата на колачот. Сега останува уште да го испечеме. Одлично. Сега си ја принесувам тавата, пепсијата. Ќе му става малку масленце од оздола, за да не подгори. Оти гледате дека целиот овој колач е со само 5 лажици брашно. Значи 5 лажици брашно се пече на тивко, се пече на 180 степени. Ете така. Сега целата количина смеса ќе ја префрлам во каков вкус.
Сега што правам? Малку од озгора ставам кора од лимон. Наросувам. И прекрасно, знаете како е балансиран вкусот? Солено, кисело, сладко. Да не можеш да престанеш да јадеш. Евака. Печам на 180 степени, некаде околу 45 минути. Се гледаме со вас откако ќе го испечам. А ви останете со вкусот на традицијата, заедно да другаруваме со новите рецепти и со новите вкусови. Драги наши пријатели, еве го испечен колачот со урда. Сите во кујната, тука во Златно буре Кучково, кажаа дека цела кујна мириса кога се печел колачот и дека едва чекаат да го пробаат. Мене ме привлекува еве ова крајчето. Крајчето, ви погледнете колку е убаво. А видовте колку лесно се приготвува. Колку вкусно нешто. Колку е убавко. Направете го ова кога ќе ви дојдат пријателите дома за семејството, за кафе, лав, муабет и уживајте во овој вкус. Верувајте дека не може турдата да ја препознаете, ја нема. Значи, таков е спојот добар, браво, одлична рецепта. Драги мои, се гледаме во следната емисија Вкусот на традицијата, до тогаш останете во добро здравје и за добар живот не ви требаат многу луѓе и многу зборови. Бидете си мирно, тивко и понастрана. На здравје, се гледаме.